Добре дојде во студио за господинот Драган Малиновски, поранше председател на антикорупцијската комисија. Во студио беше поканет и господинот Михајло Маневски, еднакво екс-председател на оваа антикорупцијска комисија, но тој одби да учествува. Идејата беше да дојде до дебата помеѓу вас и господинот Маневски. Последната дебата и лавини реакции кои се во јавноста и се уште траат сушност помеѓу власта и опозицијата, се однесуваат на имотните состојби, на имотните листови, се разбира, на пратеничката Силвана Бонева, на генералниот секретар на владата Кирил Божиновски, тоа е последното од пред неколку дена. И ве молам да почнеме со госпоѓата Бонева, да ги разјасниме сите законски дилеми кои и таа всушност ги поставува и во интервју за Нова ги постави. Таа беше одлучна и постојано и во интервјута, кој што велам, но и во соопштенијата, дека не станува збор за станови кои се незините деца, двајцата синови всушност не живеат заедно во семејна заедница. И токму заради тоа и таа нема обврска воопшто да ги приложува во имотните листови. Ве молам, можете ли да објасните како се дефинира заедницата семејство, кога е изземено семејството од имотните листови? Значи, мислам дека прашањето за анкетните листови или воопшто прашањето за декларирањето и следењето на имотната состојба на избраните функционери и сите оние кои подлежат на обврската на доставување на анкетен лист, е поприлично прецизно регулирана во Законот за спречување корупција и мислам дека тој сам по себе, за разлика од некои други закони, не создава некои конфузии и нејасноти. Вие загатнавте кои се лицата кои се обврзани, односно чиј имот треба да биде содржан во анкетниот лист. Одиме со Бонева, со случајот Бонева, треба ли... Добро, сега да го поставиме како го регулира законот, ќе видиме дали ќе се најде господјата Бонева во ваквата ситуација. Значи, законот вели дека избрани или именувани функционери, сите оние одговорни лица на јавни предпријатија што располагаат со државен капитал и така натака, должни се во рок од 30 дена да достават анкетен лист до Државната комисија за спречување корупција и до Управата за јавни приходи, во кој ќе го опишат имотот со кој располагаат, значи се работи за недвижен имот, подвижен имот, од повисока вредност, акции, удели и така натака, кој е на нивно име, како и на име на членовите на семејството, на нивното семејство. Сега, законот исто дава дефиниција што се подразбира под семејство, значи тоа се лицата кои живеат со носителот на функција конкретно во семејна заедница. Сега, ако на ова се надоврземе и дефиницијата на семејна заедница регулиран во Законот за семејство, ќе сватиме дека тоа се пред се брачниот другар и децата на функционерот, како и одредени други лица кои се посвоеници, посвоители и така натака. Значи, тоа се лицата кои го сочинуваат семејството. И сега вие ќе прашате, па дали е член на семејство и некој што одамна оформил своје семејство, иако му е син, дете и така натака. Значи, основниот елемент кој го дефинира семејството е живењето во семејна заедница. Во ист стан, во иста куќа. Еден од елементите на семејната заедница представува живење во еден стан, една куќа и така натака. Значи, ако така ги поставиме работите, несомнено е и дека како членовите на семејство и како лица чиј имот мора да биде деклариран во имотните листови, се сите оние, значи брачниот другар и децата кои се со живеалиште, со пријавено живеалиште на исто како што и на функционерот. Господјата Бонева вели дека незините синови не живеат со неа. Од тука тие се изземени. СДСМ покажа документи во кои стои имотната состојба на господјата Бонева, каде што таа го покажува имотот на децата, на синовите. И сега е прашањето чија е грешката? Значи, доколку имала, јас ги следев информациите кои одеа во јавност, доколку имала дилема господјата Бонева дали децата се припаѓаат или влегуваат во категорија членови на нејзино семејство или не,
тоа ќе било декларирано при поднесувањето на нејзиниот анкетен лист. Ако таа ги земела, значи сметала дека не живеа, ти можеше да на некој начин да се прифати. Меѓутоа, колку ме држи сеќавањето, таму бил прикажан некој имот, некои заштеди девизни и така натака, што значи таа прифатила дека тие се и членови на нејзино семејство, а впрочем тоа произлегува и од пријавените лични карти на живење. Бидејќи, знаете, вие имате систем на поврзани закони. Сега тука се надоврзува и законот за пријавување на живеалишта и престојувалишта. Секој што значи ја декларира својата адреса онаму каде што се решил и одлучил постојано да живее. Значи тоа е неговото живеалиште. Доколку тој одлучи да го промени живеалиштето, има рокови во кои тој должен да го одјави, овој да се пријави на новото. Доколку реши да живее во странство или престојува во странство повеќе од 3 месеци, исто така треба да го пријави своето заминување. Значи има механизми кај кои на несомнен начин може да се дефинира кој каде живее. Инаку ако го поставиме поинаку прашањето, сега да речеме тој е на мојата адреса, ама не живее некаде, може да замислиме каков хаос би настанал при утврдувањето на тие околности кој со кого живее во семејна заедница. Има ли логика овој закон? Заради тоа што секој функционер може да стане многу вешто преку ноќ да стане корумпиран функционер всушност, со тоа што ќе купува имот, а ќе го префрла на името на децата кои не живеат со него. Ќе се збогатува и ќе ја злоупотребува својата функција со корупција. Има логика во таа одредба која го сведува опсегот на ликови, односно на лица кои треба да бидат декларирани како само оние што живеат во семејна заедница, од причина што сепак извршувањето на функцијата, на јавна функција не би требало да создава некој, да кажеме, негативен ефект кај роднините кои не живеат со него во семејна заедница. Ја ве разбирам вас. Значи детето си е дете, дали живее со него или не живее, ќе речете може во секое време целиот имот кој го стекнал на овој или оној начин да го префрли на децата, тие не живеат со него во семејна заедница и не е должен да го пријави тој имот. Но како ќе знае јавноста, како ќе знае државата, законодавството, во случајот со Бонева, 360.000 чинат тие два стана. Дали се законски купени тие станови, дали тие пари се законски стекнати. Еве и да го тргнеме случајот со Бонева. Ако и постои криминал кај некој политичар, кај некој функционер, како да се дознае дека тоа е честно стекнат имот, ако децата се иземени? Значи, вака, треба ли документи да се приложат? Доколку се утврди дека тие станови морале да бидат пријавени во анкетниот лист и регистрирани во Државната комисија за спречување на корупцијата, во таа ситуација, а не биле пријавени, доколку не биле пријавени, во тој случај се исполнува, односно треба да стартува механизмот за испитување на имотна состојба. Кој тоа го прави? Како тоа оди? Државната комисија за спречување на корупција е должна да извести управата за јавни приходи и управата за јавни приходи ја спроведува постапка. Како изгледа таа постапка? Значи, се отпочнува, тоа е официјална постапка која отпочнува и се прави попис на имотот на функционерот, имотот на децата, на кој исто така е запишан имотот. И се согледуваат нивните, од една страна вредносно тоа се искажува, од друга страна се прави попис на приходите, оданочените приходи кои тие ги оствариле во своето работење, приходување по сите основи. Доколку се поклопат тие две страни, работата е чиста. Доколку па имаме несразмерност, значи вредноста на утврдениот имот многу поголема од она што е прикажано како оданочен приход, во таа ситуација имаме во таа ситуација имотот кој е над приходите кои се оправдани представува основ за оданочување од 70%, меѓутоа тука не завршува, тука се гледа и дали има елементи на кривични дела, како е тоа стекнато и слично. Да не биде сега, да, ме фативте јас со незаконски стекнат имот и ќе платам
70%, 30% ќе ми се легализира. Не, тука се утврдува начинот на кој е дојдено, доколку се работи за криминал, кривични дела, тоа се подлежи и така. Јас потекнувам од честно семејство, сите граѓани, особено во Струмица, знаат дека потекнувам од честно, трудолюбиво семејство, макотрпно работеа и го стекна имотот. Има соопштение, во соопштение има изјава господјата Бонева. Може ли това да се третира како доказ? Добро, несериозно е тоа. Тоа е изјава неизина, меѓутоа тука едноставно треба да се примени законот. Ако се утврди дека господјата го прекршила законот за спречување корупција и не пријавила некој имот што била должна да го пријави, се знае постапката, ви кажав дека таа треба да помине во рамките на управата за јавни приходи. Како е можно во изден да се купени 2 стана за децата? Во случајот со становите на децата на Бонева? Не знам, тоа треба да прашате неизе или децата, па да ви одговорат на вистина. Добро. Околу Божиновски, господинот Божиновски, тој е генерален секретар на владата, тој исто така не живее со мајката, но во имотниот лист, неговиот имотен лист, стои дека постои имотот од родителите, има земјоделско земјиште во Злокуќани, автомобил и така натаму. Што е во случајот со Божиновски? Сличен ли е со господјата Бонева? Значи, ако Божиновски ја декларирал мајката во својот анкетен лист, тоа значи дека живеат во семејна заедница. Но во меѓувреме тој навистина се оженил, вели? Ако се оженил, треба да ја пријави новата состојба. Зошто не пријавуваат, господин? Сега, не знам зошто не пријавуваат. Тоа над законот ли се политичарите? Функционерите? Па добро, навистина не можам да ви одговорам на ова прашање, мотивите може да бидат различни, тоа е тоа. Добро. Како е можно во иста зграда да имаат станови господјата Јанкуловска, министер за внатрешни работи, господјата Бонева, пратеничка од владеачката ВМРО ДПМН, генералниот секретар на владата, господинот Божиновски, во иста зграда имаат станови? Не знам како да ви одговорам. Очигледно биле во некоја координација или имале заеднички извори или се информирале, дружеле, искористиле прилики, навистина не знам што да ви одговорам. Во секој случај, веројатно од политички согледано или воопшто и кај јавноста може да создаде една конфузија сега за една таква концентрација на станови во една иста зграда, меѓутоа навистина околу тоа не би сакал да шпекулирам во оваа прилика. Треба ли да излезе господинот Сламков како председател на антикорупцијска комисија или членовите на антикорупција денес тие имаат седница после долго време, иако не го знаеме воопшто дневниот ред, не информираат за тоа, одбиваат да ни кажат. Значи, јас не би рекол дали, не би прашал дали треба, ја би констатирал дека мора да излезе, ако сакаат да го применуваат законот. Кога требаше тоа да се случи? Значи, ако за одредени прашања комисијата има проблем да утврди фактичка состојба и требаат информации од други институции да споредат и така натака, за ова прашање за кое говориме, за имотната состојба, тоа може многу брзо да се направи, буквално за еден ден да се провери и да се излезе со фактичка состојба и со став околу тоа прашање. Значи, тоа можеше минатата Зошто? Затоа што анкетните листови се кај НЕЗ депонирани, значи и кај НЕЗ и во управата за јавни приходи. Денес, по прашањето на недвижностите, од секој персонален компјутер може да пристапите на веб страната на катастарот, да добиете во истиот момент податок за одредено лице, така да тие работи буквално за половина час може да се испитаат. И мислам дека е тоа неопходно, се со цел за да се спречат некои така. Знаете, кога немате реакција на институциите, се на некој начин се интензивира дебатата во јавноста, во политичкиот кампус. Да. Околу политичкиот кампус, ВМРО ДПМН пак го возвраќа ударот со, како што велат, енормното збогатување на семејството, роднинските врски на Заев преку тендери, околу што пак самиот Заев вели дека се е претходно испитано и чисто и законски. Државната ревизија всушност тоа го констатирала. Не знам што да ви кажам околу прашањето за тендерите. Подолго време исто така му се на некој начин се става во врска со
господинот Заев. И по тоа прашање имаме институции и навистина доколку се абсолвира, влезе институција, ги провери спроведените постапки, ако се констатира дека има некои нерегуларности, мора веднаш да се реагира и не треба да се има никаков селективен однос, позитивен или негативен. Затоа велам јас, ова прашање со месеци се валка во политичкиот сегмент, меѓутоа немаме никаква реакција и мислам дека тоа не е добра ситуација. Добро. Мојата колешка Сашка Цветковска за Нова имаше сторија околу офшор компаниите на македонски бизнисмени, околу меѓу кои беше и господинот Борис Стојменов, кој е во моментов собственик на Канал 5, но во време кога бил министер за финансии, тогаш неговата сопруга на неговиот син Маријан Стоменов, според документите до кои дојде Цветковска, се види дека била инволвирана во продажба на регистрација, односно на фирма во Панама. Се работи за господјата Мимоза Киковска Стојменова. Таа инаку државен советник во Министерството за правда, но ја представува Македонија во меѓународни организации како што е ГРЕКО, спречување корупција, перење пари, например. Па моето прашање е, треба ли за вакви, иако не се работи за функционери, но луѓе кои имаат високо котираат во администрацијата, потребни се ли имотни листови, да се расчистува, да се разгледува имотната состојба и на пониските ешалони од администрацијата? Значи, за овој случај за кој ме прашувате, навистина немам информации, не би можел конкретно да се произнесам, меѓутоа генерално би одговорил дека имаме две нивоа на декларирање на имотната состојба. Едното ниво се избрани и именувани функционери и одговорни лица на јавни предпријатија, што значи директори, членови на управни одбори на јавни предпријатија и останати правни лица кои располагаат со државен капитал. И тие своите анкетни листови ги декларираат до Државната комисија за спречување корупција. По ниските нивоа, значи, сите останати кои имаат ранг на државни службеници, должни се исто така да достават анкетен лист, со тоа што своите анкетни листови ги депонираат во органот каде се вработени. И по потреба Државната комисија може да побара некоја таму, бидејќи се работи за огромна бројка и невозможно е тоа да се менаџира од страна на антикорупцијската комисија. Значи, секое службено лице има обврска да достави анкетен лист и има обврска исто да ги декларира сите промени како што и оние пред Државната комисија за спречување корупција. Тоа значи дека може да бидат на увид на јавноста? Секако. Со тоа што овие се објавуваат, што се во антикорупцијска на веб страната на антикорупцијската комисија, а овие другиве малку се попроблематични поради барање на технички можности за тоа да се спроведува. Добро, но ако бидат побарани од страна медиумите, например, истиот го имаат, истиот третман го имаат како и овие што се депонирани во Државната комисија за спречување корупција. Тоа значи ако не е ова офшор компанија во Панама пријавена, например, во тој период, постои ли некаква хипотетички гледано, ако некој имот не бил деклариран, се прави исто така, се прекршува законот за спречување корупција и исти сте санкции се како и оние во првата категорија кои се високи функционери. Ви благодарам за ова интервју.